Празнувањето на ноќта на вештерките или Хелоуин создаде реакција од повозрастните штипјани. Земне телевизија вела дека секое присвојување на тугите празници ја отрага важноста на нашите. Додаваат дека се што е добро полека исчезнува, па овој факт силно ги затревожува кога е во прашање иднината на македонецот. Не, мислам дека не би требало. И се присвојуваме од Западот, што не чинеше, што не беше добро, сето го примавме, она што е добро исчезна. Затоа сега на општа култура немаме, а не да славиме такви празници. Хора приказна, малку ли имат од овие игриве сега што ги играат децава на интернет и на то и посегнуваат по својот живот од тие игри што ги гледаат, али не знам до каде ова ќе оди. Мислам, треба малку и општеството, најпрвен родителите. За домашно воспитување, пошто се исчезна. Децата едно добар ден не викат више, не поштуват више. Не знаеше се порано како се поштува професор, наставник, доктор, свештено лице и така натаму. Сега тоа се е исчезнато. За жал. Влегувате во автобус, никој не станува, влегувате на нешто, никој не дава ред, нема трпение, нема младите, значи се им е дозволено. А треба да биде обратно. А сега родителите, младиве родители, дадат телефоно на детето, гледа игри и не го контролира шо гледа на тоа, дали е дозволено тие програми на интернет да ги гледа на телефоно или не, тоа ги гледа, скришом или било како, на кој начин оно дојде до тие информации. И после не може детето да го зауздаш нормално. Наместо да земе книга, да прочита, значи да му се развива мозокот и другите моторики на детето, ние правиме нешто обратно. И јас не сум за, може би сум постара генерација, не сум за моментот, нели, да се слави, посебно младината да се задојува или да ги прима некои други вредности, апропро нашите македонските кои ги ние имаме. И накратко баш да кажам дека не сум за славење на вештиците, мада моите внуки преферират, може би заради тоа што интересни се костимите, младите деца тука гледат некоја забава која што може би не ја добиват нели на друг начин. Цртежите кои што се аплицират на лицата на децата се малку загрижувачки. Не е нешто кое што ќе е весело, него дава некој момент на страв, на ужас и така натаму. Посебно јас не гледам нити хорор филмови, нити сакам такви некои работи во животот да ги гледам. Перципирам нешто што е повесело и нешто што е убаво, а посебно младите, децата треба да растат во таква средина. Не, по мое. А таму одат по куќите, дека тоа е ги волеш детенце мало да го водеш ден на вештерките со тие, не знам. Инаку одбележувањето на овој ден се прави на 31 октомври. Според многу научници, овој празник првобитно бил под влијание на денот на мртвите со можни пагански корени, особено келтскиот Саун. Овој ден често е поврзан со црната и портокаловата боја и посебно со символот фенер од тиква. Активностите поврзани со овој ден вклучуваат шеги, посетување на проколнатите места, палење логорски оган, маскинбал, резбање тикви, вадење јаболка, читање страшни приказни и гледање филмови на ужасите.